Навистина ми представува особена чест и задоволство што денеска во серијата настани што се случуваат во државата можам да објавам дека Стопанската комора заедно со своите партнери кои доаѓаат од 5 европски држави успева да го стартува проектот на кој работиме веќе подолго време. Тој проектот почнува сега, ќе трае 3 години. Се работи за исклучително важен проект со обзир на тоа дека спаѓа во програмата Хоризонт 2020 и ќе биде значено дека ќе има исклучително силен одраз на една јака индустријска гранка во државата. Се работи за градежништвото. Сакаме да постигнеме да Македонија фати приклучок кон европските држави и има индустријска гранка која одговара по сите своји карактеристики на европските стандарди. Мислам дека импресивен е проектот и особено сме горди дека ние во Македонија сме носители на проектот и мислам дека по серијата успешни проекти ова е една од оние важни настани кои ќе значат понатамошно подстекнување и поттикнување на нашите компании да заедно со нас во комората пробаме да освоиме и нови позиции во европските програми и мислам дека во иднина очекувам да и останати институции ни се придружат. Добро е дека имаме капацитети да добиваме европски фондови. Исто благодарам на присуството на пријателите од европските држави. Ќе бидеме добри партнери и се надевам проектот ќе има успешни резултати. Министер, поведете. Исто така ми беше чест и задоволство денеска да присуствувам на почетокот на големиот проект, 3-годишен проект, под координација на Стопанската комора и заедно со партнер со 7 институции од различни европски земји. Исто така искористувам прилика да најавам дека ние како Министерство за образование и наука сме пред финализирање на преговорите во идниот период, неколку годишниот период помеѓу владата на Република Северна Македонија и Европска унија во рамките на проектот Хоризонт Европа од 2021 до 2026-2027 година. И ова е добра прилика денеска, една од првите проекти што почнуваат под рамките на Хоризонт Европа. И ми беше чест, зашто самата координација од проектот е од нашата земја и ги поттикнувам сите институции во рамките на државата, потоа претежно се институти, научно-истражувачки институти, истражувачки центри, универзитети и така натака, да аплицира, да ги искористат овие прилики од можностите на Хоризонт Европа за поттикнување, за развој на целокупниот живот, социјалниот и научниот живот во рамките на државата. Да. Имаме. Добро. Moje ime je Gregor Ficko, dolazim iz Privredne komore Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije. Treba da kažem, našoj komori je naročito drago da učestvuje u tom projektu Seed the Skills koje odlično vodi vaša država, Republika Severna Makedonija, uz 4 evropske države. Izuzetno je važno da oko tih, moram da kažem, sudbonosnih događaja koje se sa dolaskom vremenskih promjena sada događaju u svetu, pa i u tom našem ukupnom regionu, veoma izuzetno kako ćemo se u nekim privrednim branžama, granama u kojima je građevinarstvo jedna od glavnih gospodarskih privrednih grana pripremiti na iduće izazove koji su ispred nas. Mi svi znamo da je građevinarstvo privredna panoga koja slovi kao ne baš tehnološko razvijena u smislu zaštite okoline i tako dalje, tako da je projekat koje financira Evropska unija i koji će za 3 godine dati neke odgovore kako naprijed, koja je vizija koju trebamo da upotrebimo i u kojoj treba da se usmerimo u sljedećih 10, 20, 30 godina. Tako da od ovog projekta puno očekujemo i kod nas i ja uopšte ne sumnjam da ćemo ga uspješno završiti sa svim učesnicima koji sudjeluju tu, znači Slovačka, Španjolska, Italija, Severna Makedonija i
naša zemlja, znači Slovenija. И на крајот, нашата единствена дама, професорка, проверете. Благодарам. Професор Христина Спасевска, проректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Инаку, еден од партнерите од нашата држава, тоест Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Македонија. Еве, мене ми припадна честа да ги кажам целите и активностите во овој проект. Основна цел на проектот CD Skills е токму да ги подигне капацитетите на работната сила во градежниот сектор. Значи, тука зборуваме за работници, за техничари, за инженери од областите на енергетската ефикасност. Овие цели се во согласност со така наречениот зелен договор што го донесе Европската комисија, каде што една од мерките е до 2025 година емисиите на стакленички гасови да се намалат на нула, преку мерки за енергетска ефикасност и искористување на обновливите извори на енергија. Зошто се решивме баш за градежниот сектор? Затоа што традиционално во нашата земја градежниот сектор е област каде што работат работници кои реално немаат формално образование и една од целите на овој проект е токму сертификација и едукација на работниците, инженерите и техничарите. Она што ние како држава, односно тимовите од проектните тимови од нашата држава го вложуваат во овој проект е големото искуство во сертифицирање на голем број на работници, особено за енергетска ефикасност во рамки на еден механизам кој се нарекува препознавање на претходни знаења и вештини. А она што ќе го користиме, односно ќе го имаме од партнерите од другите земји, е тоа што тие ќе ни го пренесат искуството за формирање на бази на податоци на сертифицирани работници, градежни компании кои користат и имаат такви работници. Потоа, ова што ќе биде новитет во овој проект е ќе направиме и база на податоци со енергетски ефикасни материјали. Исто како што рекоа другите присутни говорници, се надеваме на успешен проект, почнуваме со голем тим и очекуваме големи резултати.